Па целта на еден заменик министер за земјоделие на една вака развиена земјоделска општина и не треба многу да се елаборира. Во секој случај, веќе подолго време сме во контакт со градоначалникот на општина Василево, со пратеникот од овој регион, како и со потпредседателот на Сдруженијето на земјоделците. Заедно разговараме околу многу нешта како може да се подобри самиот процес на организација во и соработка помеѓу оваа општина, Сдруженијето на земјоделците и Министерството за земјоделие. Иако надлежноста во однос на земјоделието е наша законска надлежност, во секој случај би сакал јавно да се заблагодарам на сите останати фактори, на градоначалникот, пратеникот и на Сдруженијето за земјоделците за нивната морална одговорност кон земјоделците и кон отварање на проблемите спрема Министерството за земјоделие. Морам јавно да им се заблагодарам за тоа што ги детектираат проблемите, заедно разговараме за проблемите и заедно наоѓаме решенија. Втората причина зашто сум денес тука е затоа што привршува откупот на тутун во Република Македонија. Како што знаете, процесот на откуп на тутун започна 15 декември и ќе трае согласно закон до крајот на месец март. И покрај тоа што имаме уште месец дена до завршување на процесот на откуп на тутунот, веќе ги откупуваме последните количини на тутун. Некој од земјоделците ме праша како сте министри, јас одговорив ако сте вие добри, јас сум уште подобар. Значи, можеме да бидеме задоволни од тоа како досега течеше откупот на тутунот и задоволен сум од тоа што како го менаџиравме самиот тој процес на откуп на тутунот. За разлика од минатата година, ова година имаме дури 25 до 30% повисока откупна цена на тутунот. На ниво на држава просечната откупна цена на тутунот е 162 денари, што е, уште еднаш ќе повторам, според нашите показатели и според тоа колку се одвиваше и каква беше цената на откупот во останатите земји од регионот, мислам дека постигнавме одлична цена, благодарение на доброто менаџирање на процесот на откупот, благодарение на добриот закон за тутун и благодарение на културата за производство на оваа стратешка култура на жителите од Василево и останатите општини кои го произведуваат тутунот. 30% повисока цена во однос на ланската реколта навистина е задоволително и тоа може да се види и на самите лица на земјоделците кои го произведуваат тутунот. Кога може тутунопроизводителите да ги очекуваат субвенциите од 60 денари? Согласно законските регулативи, субвенциите и за тутунот и за останатите земјоделски култури се доделуваат до јуни месец наредната година, значи сите субвенции, како за тутунот, така и за останатите култури ќе бидат исплатени до јуни 2012 година. Во исто време имав можност заедно со градоначалникот да посетам урбанизираниот дел од општина Василево со цел развој на самата општина, со цел градење на други индустријски капацитети и со цел градење на капацитети за откуп и дистрибуција на земјоделски производи. Од тоа што можев да го видам, навистина сум задоволен и сакам јавно да се заблагодарам на градоначалникот за тоа што ја препознава шансата за општина Василево и на тој начин им помага директно и индиректно на сите земјоделци, како и на Министерството за земјоделие во Република Македонија. Јас лично се уверив и видов неколку капацитети кои во моментот се градат за откуп и дистрибуција на земјоделски производи и веќе се откупени и неколку парцели кои допрва треба за неколку дена да отпочнат со градба. Тоа многу ќе значи за Василево, тоа многу ќе значи за земјоделието, тоа многу ќе значи за Македонија. Само со таква посветена работа може едни на други да си помагаме, централната и локалната власт.